да слушнеме беседата од Лучо Силјановски за Карадаг. Ја насловил како проклетството на сатиричарите. Брат по брату, пригодно слово за мртвиот опозиционер на глупоста Иван Карадаг. Биографија. Цел живот бев наивен и добар. Затоа сега немам ни за гробар. Транзицијата ми расплака мајче. Место млекце, дома, пијам чајче. Ме обраа како општинска круша, во кој пекол ки моли душа. Така испеа пријателот и колегата Иван Карадаг, алиас, така испеа се извинувам и колегата Иван Карадаг, за колегата Иван Карадаг, Илија Марковски, родениот Окрикјанец, со колку ме врзуваат долги години, децении, човечко, семејно и професионално пријателство. Поет, рацин на македонската сатира. Што да се каже во слава на тоа пријателство? Има многу нешто да се кажат и раскажуваат, но пригодата не остава простор за нашите 350.000 амандмани на глупоста. Единствено, македонската политичка глупост има космички размери. Се друго е локал патриотизам. Тоа е тоа со кое цело време се согласуваме. Доволно е ако се каже дека со Карадаг сето тоа време го споделувавме проклетството на сатиричарот. Такви сме ние, родени со фалинки, да бидеме вечна опозиција на сите позиции, да бидеме лакмус што ќе го одредува ПХ факторот и киселоста на народната насмех. Сатира, сатире, сатиричаре, рече еден наш српски колега. Кај не се обратно. Сатиричарите ја сотираат сатирата, поделени се меѓу себе. Боже, прости ми, како политички партии, и самите не знаат зошто така се делат. На поединци, индивидуи со фабричка мана. Секој од нас мисли дека е башка гени, но секој не мисли дека е башка будала. Време е, барем ние, сатиристичарите, афористичарите, разкажувачите, поетите, карикатуристите, да се обединеме во здружение кое ќе го носи името Карадаг. Браво! Ви давам честен пионерски збор дека ако тоа не го направи афористичката репрезентација на Македонија, ќе го направам јас како мое одолжување кон човекот со кого го направивме првото македонско кабаре, телевизиските серии Камчевци и театар Челевој Тоше, повеќе децениската Кирику на Македонското радио и стотици други сатиричарски потфати во издаваштвото и периодиката. Искрено се надам дека и таму горе, во пределите на небесната правдина, заедно со моите современици, Миле Поповски и Бошко Смајковски, Божидар Тодоровски Бодле и уште десетина други, мојот другар Карадаг, ќе направи нешто слично, оти ако ние, сатиричарите, проклетниците на овој век, не се обединиме на небото, нека да причина зошто би се обединувале овде на земјата. Респект и почит по името и делото на Иван Карадаг. Сеќавање за значењето на ова големо име Иван Карадаг. Сега оставуваме
главните во оваа шеста вечер на македонскиот афоризам вечерашните учесници. Тоа се Маријан Ангеловски од Скопје, Атанас Крлевски од Велес, Ристо Филчевски од Струмица, Ацо Ѓорѓев од Струмица, Ружа Стојмилова од Кочани и Јана Атанасов од Кочани. Да ги поздравиме. На почеток со кратки биографии за нив. Маријан Ангеловски е роден во Скопје, каде што живее и работи. По професија е аниматор по физичка култура, работи како советник за правилна исхрана и здрав начин на живот. И досега го представувавме и сега ќе го представиме како еден од најталентираните млади творци на афоризми во македонската афористика, а тоа го потврдуваат и двете награди од 2017 година на престижниот фестивал Чивијада во Шабац, како и Млади Типар награда за најдобар млад сатиричар на поранешните југословенски простори во Млевја Црна Гора. Пишува и настапува низ Македонија и Балканот со хумор, сатира и стендап комедија. Неговите афоризми ги полнат страниците на хумористичните списанија и блогови на балканските простори. Ја води и фејсбук групата за афоризми со наслов Македонијо оф Мореванијо. Атанас Крлевски, роден и живее во Велес. По струка електроинженер, во македонската литература е присутен над 40 години. Пишува поезија, проза, хумор и сатира. Објавувал и се уште објавува во повеќе печатени електронски медиуми во земјата и странство. Застапен е во повеќе македонски и балкански антологии. Автор е на книгите афоризми Крлевизми, Окрлавени мисли, Цветен пазар и Изгоревме под сење. Добитник е на повеќе награди и признанија. Редовно учествува на вечерите на македонскиот афоризам во Кочани. Ристо Филчевски. Ристо Филчевски, роден во Струмица, таму живее и твори. Со хумор, сатира и афоризам се занимава од 1972 година. Објавувал и објавува во македонските медиуми на територијата на поранешните простори и пошироко. Учествува на повеќе фестивали, изложби и конкурси на карикатура, хуморот и сатирата од каде се враќа со намер. Книгите Афоризми и рими, Хаос во душата, книга со две лица, кој автор е на книгата Пополнета празнина. Застапен е во антологијата на македонскиот и балканскиот афоризам. Ристо Филчевски е основач и активен учесник во работењето на фестивалот на карикатура и афоризам во Струмица. Роден е во селото Мутино, каде живее и работи. Тој е афористичар кој своите афоризми и хумористични текстови ги презентира во повеќе електронски медиуми. Дел од неговото творештво е содржано во антологијата на македонскиот афоризам, во книгите на приредувачи на книги со афоризми во Македонија и светот, а е автор на книгите со афоризам Каменче во чеволот и Блатно во јајцето. Единствената жена меѓу афористичарите, Ружа Стојмилова, родена скопјанка, жителка на Горни Бодло-Кочанско, членка на повеќе граѓански организации, меѓу кои и антиканцер асоциациите, борка и животна сила, бидејќи и самата се изборила против канцерот. Таа е жена фармер, производител на органска храна, потврден креативец на манифестацијата Вешта жена. Од пред 3 години автор на афоризми што ги објавува во електронските медиуми во земјава и иностранство. Грижливо ги средува и се надева дека наскоро ќе бидат објавени во книга со наслов Боцки. Ружа Стојмилова втор пат учествува на манифестацијата Вечер на македонскиот афоризм. Јане Атанасов, роден во селото Гостино, Кочанско, живее во Кочани, работи во административните служби на општината Чешиново Брешево. Пишува и објавува поезија, проза, сатирични текстови, но и најприсутен е во полето на афоризмот. Има издадено 4 книги, од кои 2 книги афоризми, Зигубавени вистини и За немирен сон. Присутен е во неколку книги на афоризми во земјава, во балканските и македонските антологии на афоризми. Атанасов е актуелен председател на Сдруженијето на граѓани афористичка репрезентација.
репрезентација на Македонија со седиште во Кочани. Епа сега редот е на форестичаните. Повелете.